Женското здравје не е во фокусот на редниве минути во Македонија наутро, а го започнуваме разговорот со статистика која што оди во прилог на целата оваа приказна и вели вака. 30 до 40% од жените не знаат кој е причинител на ракот на грлото на матката. Повеќе од 60% не одат на редовен гинеколошки преглед еднаш во годината. 20% од учениците сметаат дека кондомот помага само во спречување на бременоста и сексуално преносливите болести, а голем дел од бремените жени не одат на контролни прегледи и не ги препознаваат симптомите поврзани со компликациите во бременоста. Ковид кризата и податоците кои што пред малку ги споменав ја поттикна Македонската асоциација на гинеколози да ги организира мобилните гинеколошки амбуланти, кои што генерално одат во најтешко пристапните предели во Македонија и нудат здравствени гинеколошки услуги за жените. Каков е успехот по една година работа на терен, дознаваме од доктор Владко Гиревски. Добро утро, доктор, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, ги поздравам гледачите на јавниот сервис Македонска радио телевизија. Имаме податоци во најавата, односно статистики кои што се нималку храбрувачки, па во тој контекст и првото прашање. Ако 21. век на брз технолошки развој, кога секоја информација ни е достапна, зошто вакви податоци? Па видете, и ние како лекари кои што се грижат за женското репродуктивно здравје и за женското здравје во главном, веројатно секојдневно си го поставувам истово прашање зошто е ова вака. Веројатно причината е мултифакторијална. Иако постои голем број на податоци, информираност, достапност до информациите, веројатно се уште не постои свесност на пациентките за проблемите кои што настануваат во врска со негрижата околу женското здравје. Би споменал тука дека можеби како една од причините е и големиот процент на пациентки кои што немаат избрано матичен гинеколог, значи немаат пристап до матичните гинеколози и исто така би напоменал дека кај нас веројатно се уште постојат оние митови дека пап тестот е болен преглед, дека не треба да се оди после породувањето, да не се прават контролни прегледи затоа што пациентките немаат симптоми и ред други работи кои што пациентките мислат дека се така, меѓутоа не е тоа баш вистината. И сите овие статистички податоци ве поттикнаа да ги организирате мобилните гинеколошки амбуланти. Година подоцна ме интересира колку сте задоволни од функционирањето на истите. Некои од податоците кои имам дека сте направиле повеќе од 220 теренски посети со прегледи над 2200. Така е. Се започна, да речеме, во таа ковид криза, некаде во 2021 година, декември месец. Првата мобилна гинеколошка амбуланта започна со прегледи во градот Свети Николе, значи со поддршка на Министерството за здравство, UNFPA, Македонската асоциација на гинеколози и обсtetичари и во соработка со Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, Македонското лекарско друштво, значи се организираат две екипи мобилни гинеколошки амбуланти кои што во тек на овие година дена направија повеќе од 2000 гинеколошки прегледи и генерално ние сме доста задоволни со овие теренски посети, теренски гинеколошки прегледи кои одат во насока на превенција на женското здравје и превентивни прегледи, детекција на да речеме рана детекција на примарен на цервикален карцином и какво е искуството од работата на терен, бидејќи споменавме во најтешко пристапните делови на државата бевте, какви приказни слушнавте од жените и каков впечаток добивте за здравието на жените по теренските посети? Па, генерално ние, како што реков, сме задоволни од теренските посети. Во почетокот можеби не идовме на отпор, да речеме мал одзив на пациентки, меѓутоа како поминуваа деновите, самите пациентки ги прераскажуваат тие приказни дека тие сами меѓу себе се храбрат едни со други, дека прегледот воопшто не е болен, дека нема никаков проблем ако дојдат на гинеколошки преглед, дека сепак требало тоа да го направат и можеби и порано. И посетивме многу рурални средини каде што има пациентките недобар пристап до матичните гинеколози и би напоменал повеќе градови, да речеме тргна се од Свети Николе, после тоа Чешиново, Блешево, Чашка,
и многу други, сега да не ги испуштиме сите, меѓутоа генерално се... Да, многу места посетивте, 220 не е мала бројка, но што ме интересира, кои се најчистите прашања кои што ви ги поставуваа жените пред прегледот? Што ги интересираше најмногу? Па секако тие се грижа за сопственото здравје, и првично што беше уште кога ќе започне прегледот, дали е се во ред со нас, дали сме добри, дали сме задоцниле, да немаме нешто, доколку, например, во текот на прегледот нешто забележиме и ќе им кажеме, ќе ги насочиме спрема некои дополнителни, да речеме, прегледи, веднаш препрашува дали е нешто сериозно, дали е веќе доцна за тоа што не отишле претходно на редовни гинеколошки прегледи и така. Иако најчесто жените од урбаните средини имаат можност редовно да посетуваат гинеколог и сите удобства кои што ги нуди живеењето во урбана средина, жените во руралните средини имаат предизвик плюс. Не е дека не сакаат, многу од нив и не можат да стигнат до матични гинеколози, бидејќи едноставно ги нема во средината во која што живеат. Апсолутно е така. Во главном сите пациентки беа презадоволни со тоа што екипите се излезени на терен и малтене, да речам, се дојдени до нивните домови. На тој начин тие кажуваат дека се она што претходно им било причина за да не појдат на гинеколог, да речеме, дополнителни трошоци, далечината, немањето време да појдат да направат гинеколошки преглед. На овој начин ние сме дошле до нивните домови и сме направиле гинеколошки преглед превентивен за нив. Дали жените, бидејќи работите на клиниката за гинекологија, дали жените од урбаните средини ги користат привилегиите кои што ги нуди местото на живење? Па редовно ли се грижиме за своето здравје? Каков е впечатокот? Па генерално впечатокот е дека се уште треба да се направи поголеми кампањи за да се развие свесноста кај жените, кај женската популација, за да одат уште поредовно на гинеколошките прегледи. Сметам дека во моментот се уште не е таа бројка која што е задоволителна, затоа што генерално жените доаѓаат во она доба кога веќе појавуваат симптоми, кога веќе за некој од болестите е веќе доцна и е третманот поразличен од тоа што би можел да биде, затоа што на временото откривање, да речеме, кај карциномот на грлото на матката, дава многу подобри резултати во третманот, може да биде операбилен и навремено да се спаси човечки живот. Со кој темпо ќе работат мобилните амбуланти? Не се откажувате од нив и останувате на тезата дека ќе функционирате и работите кога можете и колку можете заедно со нив. И кој терен треба и кои места треба да се посетат во периодот кој што следува? Како ќе биде темпото? Вака, ние сега во тек се нацрт стратегиите за следнава година и реализацијата. Она што е многу важно, Министерството за здравство ги препозна бенефитите на овие превентивни прегледи и даде цврста поддршка, значи, за да се продолжи со функционирањето на терен, значи да се посетат уште поголем број на недостапни региони, онаму каде што пациентките, да речам, им е ускратено правото на посета од гинеколог, да им ова услуга да им стане што подостапна и со засилено темпо ќе продолжиме и следнава година во реализирање на овие цели. Ние често во Македонија наутро зборуваме за тоа дека треба да се работи на градење на култура на живење. Културата на живењето не е само театар или убав концерт. Културата на живењето подразбира и грижа за своето здравје. И фокусот го ставате на младите во периодот кој што следува, и за тоа би сакала малку да проговориме. Неинформираноста, според информациите, е најчистата причина за состојбите кои што го загрозуваат сексуалното и репродуктивно здравје кај младите ширум светот. Од 13 е светска недела на сексуално и репродуктивно здравје, па во таа недела од 13 до 19 фокусот го ставате токму на нив со низа активности. Какви и каде се ќе одите? Да, значи овој месец на љубовта и неделата на сексуално и репродуктивно здравје, Македонската асоциација за гинеколози и обстетричари презема низа активности со цел информирање на младата популација, односно тоа е всушност онаа млада популација која што во најмал процент беше застапена на овие прегледи со мобилните гинеколошки амбуланти. Се планираат низа едукативни настани кои што ќе се спроведат во државните студентски домови и во поголемите шопинг молови, така што тим на млади лекари ќе бидат достапни за комуникација со сексуално активни лица и со
пред се со студентите во насока на нивна сексуална едукација, разбивање на табу темите и делење на едукативни материјали и презервативи. И не можам да ни прашам каков е вашиот став на тема сексуално образование, како лекар кој што секојдневно исправен пред низа предизвици со пациенти. Треба ли да го инкорпорираме во образовниот систем? Треба ли гласно да зборуваме и во рамки на образованието на оваа тема, доколку сакаме да се обезбедиме здрави идни генерации? Така. Апсолутно, јас се согласувам. Значи, училиштата се местата каде што нели се едуцираме и учиме за како тоа да се грижиме ние за нашето здравје, тука вклучувајќи го и сексуалното здравје. Ние преземавме претходно и во деловите каде што беа посетени големиот дел од рурални средини, едукативни работилници во училиштата, со подпишан претходно меморандум со Министерството за образование, околу 10 на такви работилници за да се поттикнат онаа млада група од 15 до 30 годишна возраст, тука спаѓаат нели средношколците, да се поттикнат, да се разбијат табу темите, сите митови околу сексуалното здравје и да се подобри сето тоа. И јас мислам дека треба и да се вклучи во образованието како еден дел од едукацијата на. И кога размислуваме на дневна основа кои се нашите обврски, најчесто имаме време за се, само не за тоа што треба да се стори за да се заштитиме. Так. Тоа се и меѓу другото и редовните гинеколошки прегледи. Зошто кога ја правиме дневната агенда, треба да ја ставиме и оваа ставка? Треба да кажеме да за редовни гинеколошки контроли, редовни гинеколошки прегледи, затоа што постојат многу за тоа. Пред се тоа се превентивни гинеколошки прегледи во насока на едни редовни гинеколошки контроли на секоја година и секој рано откриен карцином значи и спасен живот, така што и сега би апелирал и преку јавниот сервис да се прават овие превентивни прегледи, да не се чека само да се појават симптомите, да дојдеме до некој ниво каде што не можеме да делуваме и да биде веќе доцна. Исто така би кажал и дека на овие гинеколошки прегледи не се само во смисла на прегледи, туку и на некој начин подигање на свеста за вакцинацијата, која што кај нас е на многу ниско ниво, вакцинацијата против ХПВ, така што би требало во иднина да ги постигнеме и целите на Светската здравствена организација во однос на сето тоа. И ово пред малку ми беше последното прашање, но ме поттикнавте со вакцинацијата за ХПВ. Зошто толку се стигматизира, доктора, оваа вакцинација? Зошто мајките главно се тие кои што одлучуваат да не ги вакцинираат своите керки? Многу голема дебата се отвори на тема вакцинација. Да, веројатно и социјалните мрежи допринесоа за сето тоа. Моќта на информациите, како што кажавте, имаме голем број на информации, меѓутоа селекцијата на информации кои што ги добиваме одат веројатно во погрешна насока, така да има доста информации погрешни во однос на вакцинацијата и дека како тоа дека е неделотворна и дека не е успешна, меѓутоа информациите од медицинските лица ги кажуваат спротивните докази во врска со вакцинацијата и стремежите за спроведување на 90% вакцинација за да се спречи цервикалниот карцином. Аргумент плюс зашто родителите треба да размислат на оваа тема. Апсолутно. Докторе, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако сме една од платформите на кои што сакаат гласно да говорат, да едуцираат на оваа тема. Македонија наутро ве поддржува и со сето она што ќе биде ново, ќе дискутираме во утринската програма. Секако ние сме тука. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам.